чекам само со ова, не можам да се смирам. Бегаш само како мислиш да те стигнам. Baby, не сум тука да си играм. Арогана, али тоа е окей. Се прави важна уште од првиот ден. Вајбот на реплей. Се молам ова да е вистина, да не е фейк. Фейк како мелодија. Низ град со ки. Кога прв пат почувствува дека кошарката е нешто што може да ти одреди животен пат? Прв пат беше на 11 години, кога ги видов сите умало со патиките во рака, немаше ранци ништо, истата облека од надвор. Каде идете, кога прашав, идеме да се запишеме на кошарка. Тоа беше запишување. Сега одма се иде на договори, така да се појавив на првиот тренинг и тоа е една убава анегдота, интересна, каде што Мариндо Кузовски ми избрка на првиот тренинг, зашто сум закаснел пола минута. Истиот тој тренер после ме зема на 16 години во првиот тим и тогаш сватив дека топката ме влече, татко ми исто бивши кошаркар, али тоа немаше врска, нит не тераше, нит ништо, едноставно малски беше. Кошарка, сервис, фудбал, све играв, нама кошарката ми е коњаче. Во јавноста те знаат како човек со силен карактер, ама каков си бил како тинеџер? Уште побрлав. Сум со карактер, почитувам луѓе со карактер, со став, треба да се држи на своето ја, на својот образ, но исто треба да се прилагодуваш во животот, знаеш, не треба да егото биде пред све. Сепак сум избрал тимски спорт, значи таков ми бил и карактерот, тимски успех. Дали никогаш си имал некоја бунтовна фаза? Многу. И секој треба да има бунтовна фаза и од таа да научи да е као лекција, да не жали, све е школа. Имало неколку, но испаднало на крај све окей. Или па сум платил казна некоја, така да. Сум излекол убава школа. Обично кога младите сакаат да се запишат на некој спорт во Македонија, условите за да успееш се малку потешки и некогаш се обесхрабрени од страна на тренерите на клубовите. Имало и такви случаи, бар од мои другари кога што имам слушнато. Кажи ми со какви предизвици се соочи ти како млад спортист и како ги надмина тие? Прво ќе го одговорам за ново време, за сегашново време. Во право си има многу препреки. Додека бев председател пробувавме да ги тргнеме тие, мора да си нечие дете, да таткото или мајката ми се пријатели, па мора да играат, значи не играат најквалитетните. Порано беше квалитет, без разлика дали татко ми бил кошаркар, Бог да го прости, тренерот што ми даде шанса, Драган Василов Цевка, му се јави, му вика: "Зоки, што не кажеш дека се твоите деца?" Му вика: "Цевче, може од нив нешто биде?" "Да." "Па што ми се јавуваш? Остеме да работам, знаеш." Значи имаше фаза кај што мораш да се докажеш. Ти си убав пример за тоа. Преска ти кажав и сега сакам дека се знае, те пратам уште од малечка на Бина, си своја, си имаш емисија, си имаш песна, не е ова платена програма, чисто да се знае, ова е факт. И едноставно настави така, трасирај си го твојот пат, поради тоа што ќе имаш многу препреки, многу љубоморни луѓе и тие треба само да ти се екстра мотивација за да идеш напред. Благодарам многу, фала. Океј, кажи ми сега кои се некои 3 вредности кои треба секој млад спортист во Македонија да ги има? 3 вредности, јас ги викам, треба да имаш мозок, треба да имаш срце и третата не можам да ја кажам на емисијата, треба да бидеш тимски ориентиран. Ако не си тимски ориентиран, треба да избереш некој спорт кај што е индивидуален спорт. Тимскиот успех помага тимот да иде напред, сите играчи да идат напред, можност за продажба, поради тоа што ќе стигнеш до финалиња, ќе освојуваш трофеи, публиката е среќна, поради тоа што ако само даваш кошеви и тоа ти е во главата, ти ќе бидеш среќен, а тимот ќе изгуби. А со еден пас ти имаш и асистенција, друг дава кош, публиката е посреќна. Така да мораш тимски да бидеш ориентиран. Јас сум тимски ориентиран и во животот, поради тоа што као сам ништо не може да направиш во животот. И нема да ти биде интересно. Добро.
Кажи ми сега, Европското првенство во 2011 година, значи тоа беше историја за Македонија и дури се сеќам јас дека го памтам тој период, многу бев мала, ама се сеќам дека се збореше за вас. Кој е некој момент од тоа првенство што ќе го памтиш за секогаш? Ќе памтам две. Првото е првиот натпревар што го изгубивме. И благодарение на сите тие како да ги кажам, тренери, експерти на тастатура, ова новото доба што им дозволи на сите да може да коментираат, фрлаа со дрва и со камења по нас. Ја обожавам да ги читам тие хейтери. Ми се интересни, знаеш, и ги читавме сите во соба. Дури Тоше викам, што ги читаш, ајде трни се, Тоше не е по компјутерите. И тие ни дадоа мотив и после тоа игравме за нас, се разбира, играме за државата, а не играме за тој дел што трасира некоја негативна енергија. А вториот меморија од таму ми е доаѓањето во Македонија. И тоа ми е врвот на некое чувство, на некое достигнување кога ќе го видиш својот народ, сите сплотени, нема политика, нема религија, сите се заедно, сите се срекни, поубаво чувство тоа нема. Секој спортист сонува за ваков кречек. Ова ќе остане за секој за нашите срца. И да ви кажам дека нашата репрезентација ќе се бори максимално, а за резултати многу трудно, али затоа срцето ќе го ставиме на терен. Ве сакам сите и да знаете, ова е нешто најубаво што ми се десило во светот. Кога сме на тема Македонија, ти имаш играно за многу разни клубови надвор од Македонија, но секогаш си ја носил Македонија со себе. Што значи националниот дрес за тебе? Светиња и заради тој ми национален дрес имам титаниум во едната нога, титаниум во другата и 4 типли ми го држат рамето и сум горд на тие. Едноставно, јас никогаш не сум имал трема, освен во Борис Трајковски шуцу. Трема ме било кој ќе излезам пред македонски навивачи, тука се моите родители, тука се моите пријатели, кои не ме гледаат кога сум во странство. А секогаш на секој играч многу му фали да си игра дома, да му се пријателите, да ги гледа горди, да му се као екстра енергија за да ги направи посрекни дека ти си им пријател, а си на теренот главен. Тие работи, пак ќе кажам, Борис Трајковски ми е најголема трема и играње пред македонската публика е нешто неописливо. Кажи ми, мене ме интересирало од секогаш, дали се слуша публиката додека играш? Се слуша и како. Ако ти сакаш, се слуша и негативно, и све се гледа, не може да каже, ако некој каже дека само сум сконцентриран на теренот, ти играш за публиката, прво. Ја обожавам и да победам на гостински терен, поради тоа што се помногу бројна публика и екстра мотив. Нема поубаво победа на гостински терен. Се гледа кој кај седи, па ќе видат и убава девојка, па ќе се гледа, немој дека не лажат, слободно кажи им, имаш доказ за тоа, дека ја дебата ќе правиме. Добра, договорено. Репрезентативците кои играат на првенства, често се подрежи. Значи, дали е тоа исхрана, дали е тоа начин на живење. Колку го почитуваш тоа од 1 до 10? Тешко прашање, мислам да секој треба многу убаво да го одговорам ова. Секој има различен тертеп, некој мора да се избања во толку да легне, на некој не му се спие, некој мора да стане као мојот цимер во 5 саба кафе да пие да ме разбуди. Така да кога играв професионално, гледав да го пратам, да ја пратам таа програма, поради тоа што се работи за твоето здравје, али моето тело ми дало способност да јадам и junk food и перформансот да ми е супер, така да пак ќе препорачам дека треба да се пратат насоките од нутриционистите во тимовите. Сега малце контроверзно прашање. Вистина ли е дека Македонија играла најдобро кога сте биле скарани со селекторот Марин Докузовски? Да. Ја обично и се карав и дека не бевме скарани, знаеш. Мора да има набој. Ја ќе ти кажам, на пример, има со Тоше Гечевски
трчаме, и јас сега кој ќе му се дае пас, ја очекувам да ја шутне, он ја дава на друга страна, му кажам шутни ја бе, и сега, и он доста ме караш бе да му се не знаеш вика. Значи имавме ние, ама тоа е некој френдли меѓу играчите. Тренерите си ги почитувавме, супер однос имаме со Марин Сеали, игравме одлично. Да. Добро. Следното е нарачано прашање. Која е најдолга утакмица што имате играно надвор од терен со Туше Гечевски? Многу долга. Многу долга. Траела и по 2 дена. Ама имало многу да се збори за кошарката, да се разбере, да потенцираме. Да. Кога е убаво друштво, времето помине вака. И све друго иде попатно со тоа. Добро. Океј. Зборевме за тимскиот дух. Ова е Џоле, сигурно. Не. Поздрав за Џоле. Колку е важен тимскиот дух и каде имало најдобра или најлоша атмосфера во кој тим? Тимскиот дух е све. Хиерархија во тимот да се знае, кој ќе кажем хиерархија, не дека некој не тера да трчаме надвор, играч. Мора да има, или тренер, мора да се знае во сооблекувалната, дека сме тим, пошто обично знае да има кланови во сооблекувалната. Ние сме американци, ние ќе се дружиме, ние сме од Македонија, ние сме од Србија и се дружат. Ние сме со една цел таму. Тимскиот дух е најважен за успех. Ако нема, уште од старт на сезона пиши пропало. Како во секоја работа. Ја мислам дека е така, дека тимски дух треба да има во секоја. Да. Дали е тоа емисија, дали е тоа, не знам, ко си пеела, позади тебе имаш тим, сама знаеш ти дека ако еден нешто сгреши, дека не ти е тоа, па треба пак да се најдете на иста линија сите, така, за да си има успех. Да. Бидејќи си првиот македонец што има играно во НБА, како личи тој свет однатре и што најмногу те изненади? Ми изненади тоа што нема притисок, нема никаков притисок, ни барање за резултат. Кај нас се подразбира резултати 5 плати да ти должат. Кога дојдов прво беше како језда дојдов искусен со 2 Евролиги освоени, со многу години во Европа. Пак кога ќе доеш на некое ново, во главата си имаме ние перцепција и американците, леле ова, исте кошот, исте големината на топката, исте теренот, само ние многу им даваме значење. И сега ја првиот шут кога го шутнав и кога влезе, реков, нема никаков проблем. Да промашев, не знам што ќе беше, ама влезев за среќа, така да нема никаков проблем. Одмор, нема толку тренирање, свој авион, спонзори, пари во ден. Прв пат у кариера ми се деси тоа да осетам како е. Дури збунувачки, не знаев како што да правам. Така да едноставно разликата е што тоа е бизнис таму, во Европа не е бизнис. Во Европа е притисок и желба за трофеи. Во NBA е типичен бизнис. Јас зборав со еден мој другар што е кошаркар и ме спомна за една такмица со Црвена звезда и со Реал Мадрид во 2017. Ти во последните 7 секунди си шутирал тројка со украдена топка наводно или не знам како беше. Не, беше Звезда, ќе те поправам, 2018 мислам дека. Звезда немаше победено во Мадрид 44 години. Да, тоа е прва победа со Мадрид после толку долго време. И како се вика, тренерот нацрта некој систем на крај. И тој системот беше да се врти цело време круг, да се трчи, на крај пак да се стигне до горе пик н рол. Ја реков, седи на страна. Ќе одмараме, ќе чекаме да помине резултат. И тоа е најубаво чувство, пак ќе кажам, гостински терен. Знаеш колку шутеви ќе промаши и шутер? Тие што нема ги шутне. А ти мораш да шутнеш за да знаеш. Ја обожавам се, тоа не ја фрлам чисто да ја шутнам, ја шутирам со самодоверба дека ќе влезе и дека ќе дам. Тамо беше и Лука Дончич во Реал Мадрид. Реал Мадрид кој Реал Мадрид, фул ростер. Да. И кога влезе, затоа ја се вртам на клупа и нешто нервозен, викам. Сега не е важно на камера да се каже што викам, што не ме послуша и пак испадна како што треба. Добра. И тоа е разликата измеѓу победник и лузер кај новинарите. После над преродот одма доаѓа како е да си звездата, ти си, ја викам, што го промашив. Ама ти не промаши. Викам, па гледате колку е разликата од победник до трагичар. Да. Идеме тимска победа, викам, што да не би даеше тој пас на време, ја немаше да дам. Пак е тоа све тимски. Следното прашање ќе ми беше какво е чувството да не се даде кош? Да не се даде многу лошо, посебно вака ако се
се чувствуваш дека си изневерил. А уствари не си изневерил, си собрал храброст да шутнеш, да донесеш одлука во критични моменти. И после тоа ти останува и ти го вежбаш после тоа. Тоа ми се деси тогаш, тоа треба да исправам. Јас увек сум рекол дека не сум изгубил ни еден надпревар. Си ми кажат како, аз сум имам порази. Ако го изгубам на истиот начин, ако не сум научил од првиот, сите грешки тие што сум ги правил да ги поправам, ако изгубам на ист начин, тогаш сум изгубил стварно надпревар. И сум потрошил џабе ден од животот. Додека играше ти во НБА, јадењето што е станато во кафетеријата, во мензата, си ја давал на бездомници. Да. Од каде идејата? Јас си ти кажам од кај идејата. Идејата е уште од 2004 година. Тогаш прв пат организирав, ја бев клинац, кој седеше на клупа, па ќе ме стават да играат во грчки АЕК, во Скопје с хуманитарен надпревар за децата без родители. Тогаш и посвоив дете на 4 дена, на 20 и колку е тоа, 3 години, да спонзориравме, да помогнеме. Види, сите имам, не сме тргнале сите со пари во животот, али кој ќе стигнеш, ти си пак истиот човек. Така. И мислам дека секојаш треба да се помогне. Ако некој претера не, јас сум во Кавга со питачот кај соборна црква, цело време му давам, еден ден ме отера у 3 лепе зашто не сум му дал. Ја му се наљутив. И сега кој ќе поминам ко раскинат парсна. Вака седам јас, он вака седам, викам не. Така да треба да се помогне на секој кој може да помогнеш. И во своите можности. Гледа тој горе, све ќе врати. Имаш играно во многу значајни клубови. Океј, значи имаме Олимпијакос, имаме Фенербахче, имаме НБА тимот Атланта Хокс. Во кој тим си имаш ти најмногу пронајдено како перо? Ако ти кажам, тоа е тимот Лукойл. Каде што јас во Бугарија 2007 година ми беа дадени отворени раце. Пак ќе кажам, кој ќе ти даде тренер отворени раце, тоа значи поголема одговорност. Не само јас да можам да правам што сакам, да давам поени. Треба да ги освоиме сите титули и сакам да бидеш лидер на мојот тим. Јас давав и по 30, па 10 даеш, па 5. Вамо имав просек на 44 надпревари, 24,6 поени. Најдобар скокаш, најдобар стрелец, сите трофеи ги освоивме и целиот тим беше среќен. И тогаш сватив дека јас и можам и да бидам лидер, али пак ако после тоа потпишувам во Олимпијакос и имам улога на одбранбен играч. Значи тоа е пак тимски. Али тие работи ме донесуваат на поголема сцената те донесуваат и уште еден челендж екстра за себе. Не можам да ти го одговорам во кој тим. Добро. Можам да ти кажам најлошо сум се осетил во Ростов на Дон, кога потпишав огромен договор, али беше само Црната река, Ростов и Темен градот. А у сите тимови ми било одлично. Али кошаркарски највише во Лукойл благодарение на Желјко Лука и Струја. Сети јасно Струја кога вика тренерот. Добро. Ти имаш играно во Грција и во Србија, каде што кошарката е број еден спорт. Имаш играно во Олимпијакос и во Црвена звезда. Дали никогаш си имал некоја неизгодна ситуација од навивачите од спротивничките тимови на тие два клуба? Прво Грција знаеш со нашите како да е. Добро. Така да ни еднаш не сум имал во Грција, едноставно кога игра во Олимпијакос, јас сум физикалец на терен и малце ги биксав тие нивните играчи, публика 18.000, сигурно нема да сака, плюс и македонец. Како не ви казано и Скопјанос. И сега има полиција и се и ти можеш малце ги испровоцираш. Тоа не е ферски, малце си ја користам полицијата на моја страна. Али и тоа е еден плюс, мотив поише, знаеш, така сум го гледал. Во Партизан се разбира дербито, али надвор од терени никако, али на терен тоа е нормална работа. И фали, во Македонија фали тоа. Јас пак ќе кажам, фали дербито као што беше МЗТ работнички, во фудбал Вардар, не знам со кој беа, Вардар Металург во Ракомет. Да. Фали тоа, таа енергија на дерби. Пошто верувам кој играч 2 дена или 3 дена пред дербито, ти се ствара таков набојна енергија, сакаш да го излезеш зидот. И едва чекаш да доеш на теренот. Јас пред кога во декември бев на дерби на Црвена звезда и Партизан и Само тоа... кажи ми за кој си прво, пази.
црвена. Знаев, не, звезда сигурно. Ми носи црно Татко ми, дрес. брат ми се за Црвена звезда. Ама А ти си моите Партизан. другари сите се за Партизан. А сега ја ти не за гледам кој си? кошарка. Леле како политички. Ама немам одговор. став. Многу сум дипломатска за такви работи. Респект. Респект. Океј, така да не кажувам. Ама многу беше добра енергијата. Празник и едва се чека дали е тоа Евролига, дали е Да. тоа Јадранска лига, дали е домашно првенство и баш тоа го зборам. Фали таа енергија и навивачите да едва чекаат. Тоа го има Вардар колку што гледам, го има МЗТ, го имаат во Пелистер, Чкембари, има наш Кумановци ги имаат, ама не е тоа како што било. Да, Прво тоа што по 2 часа пред надпревар се одеше за да најдеш слободно место. да. Се надевам ќе се врати, јас сум uvek оптимист. И јас исто на прошлата утакмица кај што бевме за 10 минути се распродале сите карти. Така да тоа е разликата. Спортистите често велат дека тие најмногу учат од поразите. Дали имаш некој пораз што се уште го памтиш, што најмногу ти има научено и дали имаш некоја победа што истото го има направено само на позитивен начин? Имам, сега не сакам да го да ставам Русија за третото место, тоа се дешава. Не можеше да се научи, се дешава да промаши некој кош. Но Final Four со Фенербахче првата година против ЦСКА. Што значи едно да не заградиш, да изгубиш цела европска титула и кој ти ги гледаш, седиш на едната страна, ги гледаш како слават. Верувај дека такво чувство е многу лошо и во глава ти останува до следното видување со тој тим. Сакаш да ги изедеш, сакаш да ги убиеш, знаеш, во позитивно спортски смисол. Да. И следната година кога ги видовме, беше пепел. Растур систем. А некоја победа што најмногу ја памтиш? Исто ќе кажам, тие победи ми се најдраги. Реал Мадрид ќе кажам со Фенербахче, поради тоа што јас бев толку желен за игра, мене ми пукна лист од 2,5 сантима и требаше да одмарам уште 3 недели. И фалеше висок играч, ја отидов кај Желко Брадовиќ и му реков: "Коуч, јас сум спреман да ризикувам ако сте и ви спремни." Ма вика: "Шта? Па имам уговори за следеќа година", му викам, "Ако отиде ногата, што ќе биде?" Ми ставија тейп да помогнам на тимот и нема и се заврши убаво, не се влоши повредата. Победата која на краја ја искусивме сите и заврши се тоа, чувството, нит болка, нит ништо, едноставно убаво ти е чувството дека си ги направил сите овие срекни луѓе и плата на време тогаш ќе се даде. Добро. Дали имаш некои рутини, некои техники што те држат ментално стабилен во тие моменти кога играш како спортист под константен притисок? Јас си додавам екстра притисок, немам тие, не сум суеверен до толку, си играм игрица може пред... слушам народна музика. Не слушам Дрейкови, Мейкови, тие, например, Куп во Русија слушам и ми доаѓа србинот и вика: "Шта слушаш, оние доктор две слушалките?" Вика: "Мене иде отвори карта циганко", така ми да идам во војна, кога да идам. Не сум по тие Дрейкови. Едноставно доволен ми е притисокот сам себе што си го правам, за да останам, дури си замислувам дека некој некад, овој кажа лошо е, сега ќе влезам во да се разбудиш, поради тоа што не секој ден ти е денот. Така да мора, или па имав среќа што бев работник во нивниот играч тим кој се Желко Обрадовиќ, Дуда Ивковиќ покоен, кај што они ќе те разбудат во секунда, верувај ако сгрешиш. Имате 3 сина, со кои јас лично се знам, прекрасни се. Кажи ми, кои се некои вредности што сакаш да им ги пренесеш на нив? Да бидат вредни, да бидат послушни, да ценат некои нормални вредности, да имаат емпатија, да се добри деца, да не дека сега имаат они па сега да бидат изнад. Не, сите сме исти, да се вредни во школа, најважно е тоа, и да слушаат дома, колку може. И едноставно да не отскокнуваат со негативности, колку може тоа да се смали, да отскокнуваат со позитива, да бидат пример. И да тренираат, најважно ми е тоа. Најмалото ме гледа тука, и се смешка, оно ми е фудбалерче. Сонце.
Океј, обично спортистите имаат разни страсти надвор од теренот, значи како јас имам слушното за тебе за патики и за коли. И за сати, 3. И за Тие сати. се тие. Добро. Коли, патики обавезно, околу 500 пара си собирам. Едни си купувам за носење, едни си ги чувам. И ми е жалко ќе пожути од неносење. Коли обожавам и сум колекционер на коли и на сати. Друго искрено не ме интересира, не ми е важно. Тоа се 3 доволни работи. Доволни се, да, ама нели мора облека вакво, не, сати од секогаш сум сакал, дури сати од скап сат до Casio со Digitronот сега си го нарачав, си го обожавам тој сат, така да уживам во тие работи. Поради тоа што цел ден кошарка и уживам, пасија ми се наише синовите кои сега како растат, се помалку сакаат и гушкање, и бацување, и се срамат. Тото бегај, дојаве гушно беше малце, па се не сакат. Така да, тоа е тоа. Али секој си има различно и секој треба да си прави тоа што го исполнува. Финално, кој број на патики носиш? Дигни. Ова е 50 типол. Колку? 50 типол или 16 USA.